Хари Потер и каменот на мудроста. Глава 10. Ноќта на вештерките. Драко не си веруваше на очите кога следниот ден виде дека Хари и Рон се уште се во Хогвартс. Изгледаа уморни, но одлично расположени. Навистина, до следното утро веќе им се чинеше дека средбата со троглавото куче беше извонредна авантура и беа подготвени за нови потвати. Во меѓувреме, Хари му раскаже на Рон се за пакетчето што беше преместено од Гринготс во Хогвартс и минаа долго време во нагаѓање што би можело да биде предметот за кој треба толку голема заштита. Или е многу скапоцено, или многу опасно, размислуваше Рон. Или и двете, додаде Хари. Се што сигурно знаеја за таинствениот предмет беше дека не е поголем од 10 сантиметри, а без натамошни информации немаа шанса да погодат што можеше да биде. Ниту Хермиона, ниту Невил не покажуваа ни најмал интерес да откријат што лежи под вратата во подот. Единствена желба на Невил му беше никогаш повторно да не се доближи до куќето. Хермиона сега реши да не им зборува на Хари и Рон, но тие тоа го прифатија со олеснување, зашто не можеа веќе да ја поднесуваат наметливата сезнајка. Сега единствено се грижеа за тоа како да му се одмаздат на Драко, а на нивно воодушевување, прилика за тоа стигна со поштата уште следната недела. Тоа утро, кога бувовите ја преплавија големата сала како и обично, вниманието на сите деца го привлече долгиот тенок пакет што го носеа дури 6 големи бува. И Хари со интерес го следеше големиот пакет. Се вџаши кога бувовите го спуштија токму пред него и притоа му ја турнаа сланината на подот. Само што од лета, еден друг був спушти писмо врз пакетот. Хари, за среќа, прво го отвори писмото кое велеше: "Не отварај го пакетот во салата. Во него е твојот нов Нимбус 2000, но не сакам сите да знаат, зашто и тие ќе бараат своја метла. Оливер ќе те чека вечерва во 7 на игралиштето за квидич на првиот тренинг. Професор Мегонагал." Додека му ја подаваше белешката на Рон, Хари не можеше да ја скрие радоста што бликна од него. "Нимбус 2000!" стенкаше Рон од завист. "Јас никогаш не сум ни допрел ваква метла." Брзо излегоа од салата за да ја одвиткаат метлата во спалната пред да почнат часовите, но скалите во предсобјето беа блокирани од креп и гоил. Драко му го грабна пакетот на Хари и напипа што има внатре. "Метла е," рече со мешавина од завист и злоба и му ја фрли назад. "Овој пат ти нема спас, Потер. Метлите се забранети за прва година." Рон не можеше да се воздржи. "И тоа не е обична стара метла, туку Нимбус 2000. Што рече дека имаш дома? Комета 260? Рон му се насмевна на Хари. "Кометите не изгледаат лошо, но едноставно не се од иста класа со Нимбусот." "Што знаеш па ти за тоа? Не можеш да купиш ни пола рачка." Драко веднаш му врати. "Ти и твоите браќа сигурно ги купувате метлите сламка по сламка." Пред Рон да успее да одговори, професорот Флитвик се појави зад лактот на Драко. "Се надевам дека не се карате, момчиња?" цивна. "Потер доби метла, професоре," одвај дочека Драко. Да, токму така." Професорот му се насмевна на Хари. "Професорката Мегонагал ми раскажа се за специјалните околности. А кој модел е?" "Нимбус 2000, професоре," рече Хари, одвај додржувајќи се да не прсне од смеа кога го видев џашениот израз на лицето на Драко. "А ја добив благодарение на Малфој," додаде. Хари и Рон се стрчаа нагоре, одвај пригушувајќи ја смеата што ги фати кога го видоа бесот и збунетоста на Драко. "Така и му треба," почна гласно да се кекоти Хари кога стигнаа до врвот на скалите. "Да не го украдеше незаборавко, немаше да ме примат во екипата." "Значи мислиш дека ова ти е награда што ги прекрши училишните правила?" Хермиона трчаше по скалите и го меркаше со неодобрување пакетот што Хари го држеше во рацете. "Мислев дека не ни зборуваш," рече Хари. "Не престанувајте, молам," додаде Рон. "Толку ни годи." Хермиона го крена носот и шмукна крај нив по скалите. На Хари му беше многу тешко да го задржи вниманието на часовите. Умот постојано му бегаше кон спалната каде под креветот лежеше неговата нова метла или кон игралиштето каде вечерта требаше да учи да игра квидич.
Вечерата ја проголта без воопшто да забележи што јаде и потоа со трчање се качија во спалната, најпосле да ја одвиткаат метлата. Воздивна Рон кога метлата се истркала од хартијата на креветот од Хари. Дури и Хари, кој не знаеше ништо за разните видови метли, мислеше дека неговиот нимбус е фантастичен. Беше мазен и светкав, со рачка од црвенкасто мехагони дрво, со долга опашка од прави внимателно наредени сламки, а кон врвот на рачката со златни букви беше напишано Нимбус 2000. Кога наближи 7 часот, Хари излезе од замокот и во самракот се упати кон игралиштето. Никогаш порано немаше влезено во стадионот. Стотици седишта беа подигнати високо околу игралиштето за гледачите да можат да ја следат играта. На двата краја од игралиштето се наоѓаа по 3 високи јарболи со обрачи на врвот. Го потсетуваа на пластичните стапчиња со кои децата прават меури од сапуница, само што овие беа високи по 15 метри. Премногу нестрплив за да го чека Оливер, Хари се качи на метлата и се одби од земјата. Какво чувство! Се вивна нагоре, направи неколку осумки пред јарболите, а потоа јурна по должината на игралиштето. Нимбусот на најмал негов допир се насочуваше каде што тој ќе посакаше. Еј, Хари, спушти се! Оливер стигна со дрвено сандаче под мишка. Хари се спушти до него. Одличен си, рече Оливер со светнати очи. Сега знам што мислела Мегонагал. Навистина имаш природна дарба. Вечерва само ќе ти ги кажам правилата, а после ќе можеш да тренираш со екипата 3 пати неделно. Го отвори сандачето. Во него имаше 4 топки со различна големина. Вака, играта лесно се разбира, иако не е толку лесна за играње. Секој тим има по 7 играчи. Тројца од нив се напаѓачи. Тројца напаѓачи, повтори Хари, а Оливер ја извади црвената топка со големина на фудбал. Ова е забивачот. Напаѓачите играат со оваа топка. Почна да објаснува Оливер. Напаѓачите си ја подаваат еден на друг и се обидуваат да ја фрлат низ некој од оние обрачи за да добијат поени. Се добиваат 10 поени за секој погодок. Ме следиш? Напаѓачите си го подаваат забивачот и се обидуваат да го забијат низ обрач. Хари рецитираше по него. Значи, ова е како кошарка на метли, само со 6 коша, така? А што е тоа кошарка? Праша Оливер заинтересирано. Ништо, брзо одговори Хари. Во секоја екипа има по еден играч што е чувар. Јас сум чуварот на Грифиндор. Летам околу обрачите и се обидувам да ги спречам противничките играчи да дадат гол. Тројца напаѓачи, еден чувар, повторуваше Хари, кој беше решен да запамети се. Добро, разбрав. А зашто се овие? Покажа на 3 топки што останаа во сандачето. Сега ќе ти покажам. Земи го ова. Оливер му подаде една мала палка, слична на оние за бейсбол. Овие 2 топки се поздогани. Сега ќе ти покажам што прават. Му покажа 2 исти црни топки, малку помали од црвената. Хари забележа дека топките се напрегаат да избегаат од ремените што ги држеа во сандачето. Тргни се понастрана, го предупреди Оливер. Се наведна и ослободи еден од боздоганите. Црната топка веднаш се вивна нагоре и потоа јурна кон лицето на Хари, кој мораше да ја удри со палката и да ја прати назад во воздухот за да не му го скрши носот. Таа продолжи некое време да се движи во цик-цак линија околу нивните глави, а потоа јурна кон Оливер, кој стрелна над неа и успеа да ја закова за земја. Гледаш? Брефташе додека се бореше да го врати боздоганот назад во сандачето и да го заврзе во ремените. Боздоганите летаат наоколу и се обидуваат да те кутнат од метлата. Затоа секој тим има одбрана. Нашите бранители се близнаците. Ним им е задача да го бранат нашиот простор од боздоганите и да ги насочуваат кон противничкиот тим. Го разбрали се тоа? 3 напаѓачи се обидуваат да постигнат поени со забивачот, чуварот ги брани обрачите, а одбранбените играчи ги изфрлаат боздоганите од просторот на нивната екипа. Хари зборуваше како навиен. Одлично. А дали боздоганите некогаш имаат убиено некого? Не баре онака патем, праша Хари. Не во Хогвартс. Сме имале неколку скршени вилици, ама ништо посериозно од тоа. А сега, трагачот. Тоа си ти. Не мораш да се грижиш толку за топката, ниту за боздоганите. Освен ако не ми ја расцепат главата.
Не грижи се, близнаците одлично се справуваат со нив. Тие и самите се како пар човечки боздогани. Оливер посегна кон сандачето и ја извади последната топка. Споредена со претходните, оваа беше минијатурна, голема колку покрупен орев. Беше златна, со сребрени растреперени крилца. Ова е златниот летач, најважната топка од сите. Многу е тешко да се вати, затоа што е многу брза и тешко забележлива, а токму тоа е задачата на трагачот. Треба да се провриш меѓу напаѓачите од браната, топката и боздоганите, за да го фатиш летачот пред противничкиот трагач, зашто со тоа му носиш на својот тим 150 поени, а тоа најчесто значи победа. Затоа трагачите многу ги фаулираат. Мечот завршува дури кога ќе се фати златниот летач, па играта понекогаш трае со денови. Мислам дека рекордот е 3 месеци. Морале цело време да носат замени, за да можат играчите да поспијат малку. Па тоа е се. Имаш ли прашања? Хари одмавна со главата. Разбираше сосема добро што треба да прави. Повеќе се секираше како тоа да го направи. Нема веднаш да тренираме со летачот, рече Оливер и внимателно го затвори сандакот. Темно е, можеме да го загубиме. Ајде да те пробаме со неколку од овие. Извади кесичка обични голф топчиња од џебот и по неколку минути се најдоа во воздухот заедно. Оливер му ги фрлаше топчињата колку што можеше посилно во разни правци, а Хари се обидуваше да ги фати. Не му избега ниту една и Оливер беше воодушевен. По половина час веќе сосема се стемни и мораа да прекинат со играта. Оваа година на пехарот ќе стои нашето име, среќно зборуваше Оливер додека уморни се враќаа кон замокот. Нема да се изненадам ако бидеш подобар и од Чарли, а тој можеше да игра за Англија ако не му текнеше да оди да брка змеови. Можеби затоа што беше толку зафатен, покрај куќиштата домашна работа сега мораше да оди на тренинзи 3 пати неделно, Хари не можеше да поверува дека веќе 2 месеци е во Хогвартс. Замокот почна да го чувствува како свој дом, многу повеќе од куќата на улица Привет Драйв. Сега, откако ги совлада основните работи, дури и часовите станаа интересни. Утрото пред ноќта на вештерките ги разбуди прекрасниот мирис на печена тиква што се ширеше низ ходниците. На часот по магии, професорот Флитвик им рече дека сега се подготвени да ја пробаат магијата со која ќе ги натераат предметите да летаат. Сите сонуваа за тоа уште од дента кога го видоа жабецот на Невил како лета низ училницата. Професорот ги подели на парови за да вежбаат. Хари се падна со Шејмас, што беше вистинско олеснување зашто Невил се обиде да му го фати погледот. Меѓутоа, Рон мораше да работи со Хермиона. Беше тешко да се каже кој од двајцата беше понакострешен заради тоа. Таа им немаше прозборено од дента кога стигна метлата на Хари. Не заборавајте го движењето што го вежбавме со зглобот на раката, цивкаше професорот Флитвик, качен на купот книги како и обично. Зафрлете раката наназад, па замавнете нанапред. Запомнете, назад, напред. Многу е важно правилно да ги кажете и волшебните зборови. Не заборавајте на волшебникот Баруфио, кој рекол С место Ф и се нашол на подот со бизон на градите. Беше многу тешко. Хари и Шејмас ја зафрлуваа раката и замавнуваа, но пердувот што требаше да летне кон небото и натаму си стоеше на клупата. Шејмас стана нестрплив, па го боцна со стапчето и го запали. Хари мораше да го угасне со својата капа. Ниту Рон, кој работеше на масата до нив, немаше повеќе среќа. Вингардиум левиоса, викаше и мафташе со долгите раце како ветарна мелница. Грешно ги изговараш, не издржа Хермиона. Вингардиум левиоса. О треба да биде убаво и долго. Ајде да те видам тебе ако си толку паметна, рече Рон. Хермиона ги засука ракавите на мантијата, забавна со стапчето и рече: Вингардиум левиоса. Пердувот се крена од клупата и одлета цел метар над нивните глави. О, браво! Извика професорот и почна да плеска со рацете. Гледајте сите! Пердувот на Хермиона летна! Рон излезе од училницата со смрачено лице. Не е ни чудо што никој не ја сака, му рече на Хари додека се пробиваа низ толпата во ходникот. Вистина е кошмар. Некој се удри во Хари во турканицата. Тој се сврте. Беше Хермиона. Се сепна кога виде дека лицето ја облеано со солзи.
Мислам дека те слушна. Па, што? Рече Рон, но не изгледаше дека му е сеедно. Сигурно и сама гледа дека нема пријатели. Хермиона не се појави на следниот час, ниту пак попладнето. Додека се семнуваа во големата сала за вечера, ја слушнаа Парвати како и кажува на Лаванда дека Хермиона плаче во женскиот тоалет и дека не сака да разговара со никого. Рон се смрачи кога го слушна ова. Но потоа влегува во салата, свечено украсена за ноќта на вештирките и повторно ја заборавија Хермиона. Илјада лилјаци летаа високо по таванот, а уште илјада други се спуштаа во црн облак над масите и ги растреперуваа пламенчињата што гореа во фенерите од тиква. Хари си тураше компири во чинијата, кога во салата втрча професорот Квирл со накривен турбан и со израз на ужас на лицето. Настана штама кога тој стигна до столот на Дамблдор, се свлечка низ масата и со последен здив изусти. Трол! Во занданите! Мислев дека треба да знаете. Потоа падна на подот во безсознание. Сите почнаа да викаат во исто време. Дамблдор мораше да пушти неколку пурпурни петарди со своето стапче за да ги смири. Редари! Грмеше. Веднаш вратете ги учениците во нивните домови. Перси беше среќен што можеше да се покаже. По мене, прва година, никој да не се одделува. Нема потреба да се плашите од тролот ако ги следите моите наредби. Не се оддалечувајте од мене. Направете пат, прва година. Извинете, јас сум редар. Како може трол да влезе во Хогвартс? Праша Хари додека се качуваа по скалите. Не знам, вела дека се многу глупави, одговори Рон. Освен ако не го пуштил Пивс, шега за ноќта на вештирките во негов стил. Минуваа крај групи ученици што брзаа во разни правци. Додека се пробиваа низ толпа збунети ученици од Хафлпаф, Хари одненадеж го зграпчи Рон за раката. А Хермиона? Што Хермиона? Не знае за тролот. Рон се гризна за долната усна. Ох, добро, рече по кратко размислување. Само да не види Перси. Се наведнаа и се приклучија кон групата што одеше во спротивна насока. Се мушнаа низ еден напуштен ходник и побрзаа кон женските тоалети. Само што завртеа зад аголот, слушнаа брзи чекори. Перси! Шепна Рон и го свлечка Хари за една голема камена статуа на Грифиндор. Меѓутоа, кога дзирнаа зад неа, го видоа Снейп како го пресече ходникот и исчезна од видот. Што прави тој тука? Прошепоте Хари. Зошто не е во занданата со другите професори? Кој знае? Колку што можеа потивко се прикрадува до следниот ходник. Тој оди кон третиот спрат, рече Хари, но Рон ја крена раката за да го замолчи. Го чувствуваш мирисот? Грозна реа им стигна до ноздрите. Мешавина од смрдливи чорапи и јавен нужник што никој не го чисти. Потоа го слушнаа и звукот, стенкање и влечење на джиновски стапала. Рон покажа кон ходникот влево каде им се приближуваше нешто джиновско. Се засолнија во сенката и го чекаа тролот да се појави на делот од ходникот осветлен од месечина. Се покажа ужасно суштество. Беше високо 4 метри, со темно-зелена коша и карпесто тело на кое беше насадено келаво главче со големина на кокосов орев. Имаше куси, дебели нозе како трупци и рамни глуждести стапала. Смрдејата што рееше од него беше неверојатна. Во едната рака држеше огромна ластегарка што се влечеше по подот, зашто рацете му беа премногу долги. Тролот застана пред една врата и дзирна внатре. Промрда со ушите. Тоа му помагаше да размисли подобро, па откако се реши да влезе, го напика огромното тело во собата. Клучот е во бравата, забележа Хари. Можеме да го заклучиме внатре. Добра идеја, рече Рон, но не звучеше како да е многу сигурен во тоа. Се прикрадоа до отворената врата. Устите им беа суви и се молеа да не му текне на тролот да излезе баш во тој момент. Хари скокна, ја тресна вратата, го зграпчи клучот и го заврте. Направено. Крвта им јурна во образите од возбуда. Потрчаа назад во ходникот, но само што стигнаа до аголот, слушнаа нешто што им ја замрзна крвта во жилите. Преплашен женски вресок што доаѓаше од собата што ја заклучија. О, не! Изусти Рон, блед како крвавиот барон. Тоа беше женскиот тоалет, зина Хари стаписано.
Хермиона! Викнаа двајцата. Немаа друг избор. Се свртеа, јурнаа назад и со растреперени раце ја отклучија вратата и обајцата се втурнаа внатре. Хермиона стоеше залепена со грбот на спротивниот зид, готова да се струполи. Тролот и се приближуваше, патем рушики ги мијалниците. Збуни го! Викна Хари и во оча изграбчи една откачена чешма и удри со неа под зидот. Тролот запре на неколку стапки од Хермиона. Почна да се гега и глупово да трепка со очите, трудејќи се да види што беше тоа што крена толкава врева. Ситните злобни очиња го видоа Хари. За момент се колебаше, а потоа тргна кон неа и ја крена ластегарката. Еј, пилешки мозок! Викна Рон од другата страна на просторијата и фрли метална цевка кон него. Се чинеше дека тролот воопшто и не ја забележа цевката што го погоди по рамото, ама го чу викањето и повторно застана. Ја сврте грдата муцка кон Рон и тоа му даде на Хари можност да избега. Ајде, трчај! Трчај! И викна тој на Хермиона и се обиде да ја повлече кон вратата. Ама таа не можеше да се помрде. Стоеше скаменета, залепена зад зидот и со зината уста. Се чинеше дека викањето и ехото во тоалетот го разбеснија тролот уште повеќе. Рикна на цел глас и тргна кон Рон, кој му беше најблиско и немаше кај да бега. Тогаш Хари направи нешто што истовремено беше многу храбро и многу глупаво. Се затрча, му скокна на грбот и го зграпчи со рацете околу вратот. Тролот не ја чувствуваше неговата тежина, но дури и тролот ке забележа ако му збрцате парче дрво во носот. А стапчето на Хари се уште му беше врака кога скокна и му се збрца длабоко во едната ноздра. Завивајќи од болка, тролот почна да се врти и да мафта со ластегарката. Хари одвај се додржуваше да не падне. Беше само прашање на секунди кога тролот ќе успее да го зграпчи или да го тресне со дрвото. Хермиона се свлечка на подот од страв, но Рон го извлече своето стапче и без воопшто да мисли што ќе направи понатаму, се чу како ја изговара првата магија што му падна на памет. Вингардиум левиоса! Ластегарката летна од рацете на тролот, се крена високо во воздухот, полека се сврте и падна со грозен пукот врз главата на својот сопственик. Тролот се затетерави и потоа падна право на нос, со тресок што ја затресе цела соба. Хари се исправи на нозе. Се тресеше и одвај дишеше. Рон стоеше вкочанет. Со стапчето се уште кренато над главата гледаше во она што го направи. Хермиона прозборе прва. Мртов е? Мислам дека е само зашеметен, и одговори Хари. Се наведна и го извлече стапчето од носот на тролот. Беше покриено со нешто што личеше на згрчено сиво лепило. Мрсули. Го избриша убаво од панталоните на тролот. Одненадеж се слушна тресок на врата и гласни чекори. Дури тогаш сватија дека мора да кренале голема врева и дека некој долу сигурно ги слушнат трескотниците и рикањето на тролот. Во следниот момент во собата се втурнаа професорката Мегонагал, по неа Снейп, а на крајот Квирл. Тој го погледна тролот, тивко цивна и брзо седна на една клозетска шолја, држејќи се за срцето. Снейп се наверна над тролот. Мегонагал, вриејќи од бес, гледаше во Хари и Рон. Од лутина и беа пребледени и устните. Кусата надеж дека можеби ќе добијат 50 поени за Грифиндор веднаш исчезна. Добро, што мислевте вие двајцата? Праша професорката со леден бес во гласот. Хари погледна во Рон, кој уште стоеше со кренато стапче во раката. Среќни сте што ве најдовме во едно парче. Зошто не сте во спалната? Снейп го погледна Хари со пронижувачки поглед и тој ги наведна очите. Зошто Рон не го спушти веќе едно стапчето? Тогаш едно тивко гласче се јави од сенката. Ве молам, професорке, ме бараа мене. Хермиона? Хермиона конечно успеа да стане на нозе. Јас тргнав да го барам тролот, затоа што мислев дека имам прочитано се за нив и дека можам сама да се справам со него. На Рон му падна стапчето. Хермиона Грейнџер и кажува чиста лага на професорката? Да не ме најдеа, сега ќе бев мртва. Хари го прободе со стапчето во носот, а Рон го однесвести со ластегарката. Немаше време да побараат помош.
кога стигна, се подготвуваше да ме докрајчи. Хари и Рон се обидува да изгледаат не баре се дел од оваа приказка. Па во тој случај, се мислеше професорката гледајќи ги проникливо. Хермиона, ти лудо девојче, како можеше да помислиш дека можеш да се справиш сама со олкава планина? Хермиона ја наведна главата. Хари остана без зборови. Таа беше последниот ученик што би направил нешто против правилата. А еве сега се преправа дека ги прекршила само за да ги извлече нив двајцата. Неверојатно. Исто како Снейп да почне да дели бомбони. Хермиона, 5 поени помалку за Грифиндор заради ова, рече професорката. Многу ме разочара. Ако не си повредена, поарно прибери се во кулата на Грифиндор. Вечерата е таму послужена. Хермиона замина. Професорката сега се сврте кон Хари и Рон. Па, морам да признам дека имавте среќа. Ама малкуми на ученици од прва година би можеле да совладаат возрасен планински трол. Затоа, секој од вас добива по 5 поени. Професорот Дамблдор ќе биде известен за ова. Можете да одите. Побрзаа да излезат од собата и не проговорија ништо, се дури не се качија 2 спрата погоре. Настрана од се друго, беше вистинско олеснување да се избега од смрдејата на тролот. Требаше да добиеме повеќе од 10 поени, се побуди Рон. Мислиш 5, откако ќе одземат 5 на Хермиона? Среќа што не излече, призна Рон. Ама и ние ја спасивме неа. Неке и требаше спасување да не ја заклучевме со чудовиштето, го подсети Хари. Стигнаа до портретот на дамата. Прасечка муцка, рекоа и се провреа внатре. Заедничката соба беше преполна со деца и со врева. Сите џвакаа. Само Хермиона стоеше сама на вратата и ги чекаше. За момент настана неудобна пауза, а потоа, без да се погледнат, сите тројца изустија. Благодарам. Потоа побрзаа да си земат чинии. Но, од тој момент натаму, Хермиона Грейнџер им стана другарка. Има некои работи што кога ќе се споделат, со сигурност будат пријателство. Борбата со планинскиот трол од 4 метри е една од нив.